Македонија е единствена земја во Јужна Европа која што има раст во бројот на родени бебиња од 2005 до 2015 година, односно 2006 до 2016 година. Владата на ВМРО ДПМН воведе надомест кој што претходно го немаше. Тој надомест е за трето дете, а тоа е дека секоја жена во Република Македонија која што ќе роди трето дете, ќе добива надомест во висина од околу 8400 денари во текот на 10 години. Значи, секој месец, без разлика дали е вработена или невработена, без разлика во која општина, возраст, статус и така натаму, доколку не остварила пензија по друг основ, ќе оствари пензија со навршени 62 години, доколку родила 4 деца. Значи, тоа е исто така и една од оние лепеза на мерки. Нашата влада доста направи во насока на донесување на законска регулатива која што го заштитува семејството од повеќе агли и од она што значи влијанија на дворешниот, она што значи на одредени девијации како што е појава на алкохолизам и практикување на насилство, значи донесена е законска регулатива. Ние како ВМРО ДПМН направивме многу. И ја издигнавме Република Македонија да биде препознаена во Европа, да биде препознаена во светот како една земја во која што бракот склучен помеѓу маж и жена, во која што македонското семејство си има своја вера, своја култура, своја религија, свој јазик, свој начин на однесување. Односно дека тука живее еден миролюбив народ кој што сака да биде дел од Европа, но да ја има и својата автентичност по која што ќе биде препознаен. Ја воведовме праксата дека секој месец, на крајот од месецот, ќе се направи статистичката бројка и се повикуваа сите родители кои што добија принова и добиваа соодветен ваучер. Тоа за нив беше навистина еден прекрасен ден. Преку унијата на жени на ВМРО ДПМН направивме, јас ќе ви кажам како кисела вода, изминатите 5 години над 150 хуманитарни акции. ВМРО ДПМН преку регулирање на пушењето во затворени и отворени простории, а исто така и преку регулирање на продажбата, односно тајмингот на продажба на алкохолни пијалоци, навистина направи нешто многу големо за сите семејства, пред се за нашата младина.